Кооперативите или задрugите имаат своја историја во земјите на Европската Унија уште пред нивното членство и представуваат основа за развој на аграрот. Тоа се потврдува и со нивната бројност, капитал и присуство на пазарите. Движечка сила, што во трговијата учествува со над 300 милиарди евра. Само за пример, во Италија, која е водечка според бројот на задрugите, над 5800, учеството во прометот изнесува над 35 милиарди евра. Не изостанува ниту Шпанија со 3844 задруги и над 25 милиарди евра. Германија со 2400 задруги и промет од 70 милиарди евра. А и во останатите европски земји задругата е основата во земјоделството. И во креирањето на аграрната политика и представува вистински партнер на власта. И кај нас, задругарството, ослободено од некогашниот терет од лошите спомени од минатиот век, забрзано чекори напред. Во 2012 година се создаде Чадор организација која ги застапува интересите на земјоделските задруги, ги штити нивните права, ги обединува и со корелација со институциите и министерствата се обидува да ги реши проблемите. Заедно сме посилни, заедно се посилни. Мислам дека тоа добро го разбраа веќе земјоделците и одат напред со крупни чекори, особено со Македонската асоциација на земјоделски задруги, каде што председателка е Сузана Димитриевска, која што ни од Свети Николе добро позната и по производството, доста активна и мислам дека веќе вистинската улога ја имате веќе години наназад, но и ова лидерско место со право ви е дадено. Се надевам дека ќе имате успехи во иднина. Најпрвин поводот, зошто сте во Охрид, што се случува? Ти благодарам, Сузана. Денеска сакам да ги поздравам сите ваши гледачи од преубавиот Охрид, навистина е бисер на Македонија. И исто така една голема благодарност до вашиот медиум кој што дојде овде и да ја укаже важноста на задругарското движење. Денеска е многу овие последниве 2 дена се многу важни за нас, бидејќи дојдовме во Охрид, се собравме сите представници на земјоделските задруги да донесеме еден многу важен документ кој што понатаму ќе ни биде водилка во делот на нашата работа, како планираме и што ќе направиме за да го помогнеме не само задружното движење, туку и на самите задругари членки и сите оние кои што сакаат да влезат во земјоделските задруги. Како ја замислувате задругата и овој сојуз? Што ќе ви бидат приоритети? Главна улога на сојузот во идниот период ќе ни биде да ги застапуваме правата и интересите на задругите, а преку нив и на самите задругари, со тоа што ќе помогнеме да се искреира заедно со Министерството, бидејќи ние таму сме социоекономски партнер, една многу добра правна рамка во која што и во иднина задругите ќе можат да го зголемуваат своето членство, да работат без да имат баш никакви онака проблеми. Во последниот месец на 2 пати разговаравме со Министерството, учествувавме на неколку работни средби, каде што ги укажавме на некои проблеми кои што се поврзани со законската рамка и на тој начин планираме да помогнеме оваа законска рамка да не представува никаква пречка понатаму за развој на задругарството. Втора работа на која што се насочуваме како сојуз, како Македонска асоциација на задруги, тоа е дека ќе дадеме различни видови на услуги кои што ќе помогнат да го унапредат работењето на задругите на локално ниво. Со самото тоа, задругарите ќе добиваат различни видови на поддршки кои што ќе бидат директно помогнати од сојузот и ќе можат да го унапредат нивното работење и да го зголемат членството, затоа што ќе помогнат во многу битни сегменти, потреба од изготвување на бизнес планови, правна помош за сите оние кои што не сакаат да членуваат во постојните, кои што не можат да членуваат во постојните задруги, имаат потреба од формирање на сопствена задруга, ќе добијат целосен пакет на услуги кој што ќе им биде даден за да можат да почнат со својата работа како нови задруги и да можат да работат ефективно и рентабилно. Ќе ја унапредиме, ќе ги промовираме за другите и воедно
ќе соработуваме заедно со другите балкански сојузи на ниво на Балкан, ќе се вклучуваме во многу проекти во кои што заеднички ќе можеме да ја согледаме насоката во која што во иднина треба да се движиме. Клучен наш партнер во оваа работа ќе ни биде Министерството за земјоделие во првичните 5 години од нашава стратегија, а воедно и самите фармери кои што навистина за да можат да опстанат на конкурентниот европски пазар, неминовна е потребата од здружување, бидејќи сите купувачи кои што доаѓаат бараат производ од прва класа, бараат производ кој што е калибриран, кој што е складиран, чие што производство бара големи инвестиции, а сето тоа можете да го постигнете само ако сте здружени и ако настапувате заеднички на пазарот. Бидејќи пазарот бара квалитетни количини, поголеми количини, континуирано снабдување и не само тоа, дури и да правите договорно производство, морате да бидете повторно здружени, бидејќи и преработувачот кој што би сакал да направи одреден договор и тој ќе бара исто континуирани количини, квалитет и нормално стандардизирано производство. Преку проектот за развој на земјоделските задруги, финансиран од Европската Унија, во Охрид се одржа работилница за стратешко планирање во МАС за период од 2021 до 2026 година. Акцискиот план за поддршка на МАС полека се реализира. Со долгогодишно искуство во задругарството може да се пофали Драги Памуков, земјоделската задруга ВГ Фреш од Куклиш, кој што исто така е и член на управниот одбор на Македонската асоциација на земјоделските задруги. Убаво е кога се чекори напред, навистина прекрасно е ова што го подготвувате. Верувам во тоа дека ќе се спроведе и ќе се реализира како што треба. Што е она што вие најмногу можете да го потенцирате во оваа стратегија, како идеја можеби веќе ја представувате и да се навратиме на некои проблеми кои што се јавуваат. Нашите цели беа да направиме едно здружение кој е невладен да ни помага на задругите во Република Македонија и да ги ширеме задругите. После од 2013 па сега до 2021 помина 8-9 години. Значи, можеби првите 5 беа многу тешки. Значи, каде што сами се финансиравме, каде само го изфинансиравме да го регистрираме, значи беа многу тешки. Па идевме по оние сојузи во Србија, во Хрватска, во Словенија, значи се сами. Сега е веќе нешто друго. Значи веќе ни е олесната структурата и олесна ни е целокупната работа. Имаме 2 донатора, каде што едниот е КЕР со 90.000 евра, другиот е Сивика со 60.000 евра. Значи, овие се. И МРФП, каде што е во соработка со КЕР. Значи, овие се институции кои застанаат зад МАС и гледаат светлина во МАС. Но и проектот од Европската Унија. Да. Тоа е многу важно. Значи, Европската Унија гледа потенцијал во задругарство. Во задругарство во Република Македонија. Значи, еве, при крај е проектот до август е, проектот на Европската Унија, кој го спроведува КЕР и МРФП. Имаме една добра и сладка вест каде што ќе предложат со вториот, само тоа малце ќе потрае уште 4-5 месеца, дај Боже Македонската асоциација да е пак, пошто ги исполнила сите критериуми, сите со. Нашата цел во МАЗЗ, Македонската асоциација на земјоделски задруги, е веќе едната препрека е веќе пребродивме, сега одавме на друга препрека, моја замисла и сега дискутираме во управниот одбор, ја ставаме во стратегијата каде што на задругарство и на цело Македонија и требат оние пазарно ориентирани задруги или земјоделци. Овде ние малце треба да се задржиме и да го на некој начин да го промовираме тоа и да помогнеме како асоциација да помогнем на сите задруги во Република Македонија. И да ги освестиме другите дека треба задруги да се формираат. Ама кои ќе видат овде дека имаме добри и успешни, ќе размислат да си направат своје кач како задруга или да се приклучат кај некој за наредните 2, 3 или 5 години ќе дојдеме до ситуација да ја кристализираме и да почнеме да биде функционална, да помогнеме преку асоциацијата на сите задруги.
Дали направивме етикетирање на ВГ Фреш на производите кои што ги пласирате? Значи, Имате бренд веќе? Не сме до толку, ама во идеја е тоа да го направим. Во идеја тоа. Еве сега малце разговараме во МАС. Значи МАС да направи бренд или лого и со тој бренд да се представуваме на пазари. Без разлика дали е грозде, дали е градинарски култури, дали е штатство, без разлика, сите под исти бренд или лого да настапуваме на пазари. Преку КЕР и МРФП со европски пари се создава нова слика на модерното земјоделство, со нови идеи и перспективи кои што веќе се реализираат. И во пчеларството многу се активни самите производители преку здружување, земјоделска задруга Нектар, која што се занимава токму со оваа област, која што е многу важна, можам да кажам, за сето производство на храна, Менде Трајковски. Вие ги следите најновите трендови и она што се случува, но мислам дека имате искуство и пчеларите како пчелите си се здружуваат и добро работат. Што мислите за овој потек и воопшто проектот? Колку тој ќе даде резултати? Па, пчелите ни се пример, ние од таму тренуваме, зашто сепак заедно сме посилни, здружени, исто така посилни и со помош на проектот од Европска Унија, голема благодарност, ево и ние учествувавме со таква апликација, во 3 години работиме на тоа. При крај сме, значи, за реализација на тој проект, крајот на овој месец, очекуваме да добиеме неколку машини, да речам, тоа е една мини фабрика, можеби на некој начин ќе биде во Битола, неколку линии, тока е за преработка на восокот, восочни основи, изработка на шеќерно-медни погачи, инвертиран сируп, мала една пакерица и така натаму. Негде околу 65.000 евра е тоа и со 20% наше учество. И повторно ќе кажам голема благодарност до Европска Унија, до КЕР, значи и до Македонската развојна фондација за предпријатија. Ево 3 години сме во постојан контакт, така да се гледа веќе крајот и мислам дека и многу покрај задругарите во нашата задруга и многу колеги кои не се уште членови гледат многу позитивно на сето тоа. Така да мислам со самото доаѓање, со самото почнување да функционираат тие машини, ќе се зголеми интересот и за членство. Ние и сега имаме, значи 16 членови во задругата, 8 чекаат да влезат во задругата, меѓутоа она што претходно колегите го нагласуваа како проблем, тоа сега го пробуваме да го решаваме со Министерството за труд и социјална политика. Пред една седмица отприлика имавме состанок со министерката и со нејзиниот тим. Го укажавме тој проблем поради бришење од евиденцијата при зачленувањето за другите од агенција за вработување. Така да се договоривме, ќе работиме на таа тема малку, можеби повеќе, уште неколку средби и мислам дека ќе се изнајде решение за таа пречка да се отстрани. Која е пречката конкретно? Пречката е во тоа што, значи, при зачленување во задруга на одреден заинтересиран земјоделец, пчелар или било што од сите подсектори, во агенцијата за вработување го бришат од самиот список, во евиденцијата како невработени. И не можеше исто така да ги користи како зачленети во задругата, не можеше да ги користат овие мерки што владата ги даваш. И од тие причини имаме многу колеги кои чекаат тоа да се реши, тој проблем да се реши, за да би влегле во самата задруга. И досегашните искуства се позитивни и не ги колеба задругарите да продолжат по трасираниот пат кон успехот. Има и постари задруги, но се појавија и нови, што ја разбираат визијата на МАС. Што е задруга и зошто заедно е подобро. Ние сме ново формирана задруга, но еве колегите кои имаат поголемо искуство од нас ни дават шанса и ние да се покажеме во нашето работење. Учествувавме и надзорниот одбор во изработката на стратешкиот план во наредниот период и очекувам дека ќе имаме добри резултати, бидејќи стратешкиот план опфаќа сите наши проблеми што ги имаме, сите наши развојни идеи во иднина и сега ние го донесовме тој стратешки план, меѓутоа неговата реализација ќе биде малку потешка.
патот е отворен веќе од 2012 година, МАЗ функционира, снегот е изгазен, сега ние идеме малку и на готово, меѓутоа се уште имаме простор за работа. Сакаме да го напредиме земјоделското производство во Македонија, ние сме аграрна држава и тоа ни е шанса да излеземе и на европските пазари. Нашата задруга доби средства од Европска унија, проектот е финансиран од Европска унија со поддршка на КЕР Германија Луксембург и МРФП, Македонска развојна фондација на предпријатија. Проектот е од 2019 година, ни помогнаа да ја регистрираме задругата, ни помогнаа да дојдеме до објект од 305 метри квадратни. Има и наше учество, нормално, 25%, што на самата идеја, не самиот бизнис му дава една сигурност дека и ние сме живо заинтересирани да успееме и да направиме модерна фирма која ќе биде препознаена на странските пазари. Разбираат ли земјоделците што е задругарството? Дали Македонската асоциација помага во сето ова? Дали ја сваќаат како своја асоциација? Земјоделците се уште имаат скептични се према задругите, бидејќи имаме многу лошо искуство од претходниот период. Знаеме дека на сила луѓето беа внесувани во задругите, има проблеми, им беше одзимано земјиште и опрема, меѓутоа сега не е така. Ние сите доброволно влегуваме во задругите, ние нашите средства доброволно ги даваме во задругата и ги обединуваме. Нема потреба сите да имаме трактори или сите да имаме опрема која ќе биде користена 2 месеци или 1 месец во годината. Значи ќе бидеме посилни, порентабилни ако се здружиме. И самото мото на проектот е заедно е подобро и мислам дека и тоа мото мене ме тангира да се заинтересирам за овој проект и да видам што тоа значи за нас. Бидејќи Македонија е мала земја, мали фирми, мали земјоделци, индивидуални производители, само ако се обединиме можеме да станеме некој фактор во пазарната економија. А Чадор, институцијата, ги покрива сите ваши потреби и добро настапува. Која е нејзината улога? МАЗ е чадор на земјоделските задруги, целата поддршка и сите информации кои ни требат, ние ги добиваме преку МАЗ. МАЗ ни го отвара патот и преку МАЗ ние стигнуваме до информации кои можеби ако тргнеме сами да ги бараме нема со години да ги добиеме. МАЗ директно комуницира и со МЗШВ, таа е социоекономски партнер на МЗШВ, што е една голема работа за нас, бидејќи може нашиот глас да се слушне и до владата и до надлежните институции кои треба да ги решат нашите проблеми. Визијата на Македонската асоциација на земјоделските задруги е да стане водечки бренд на здружување на земјоделците, која ќе има моќ да биде столб на активното задругарство и силен двигател на промените во земјоделството, преку подигање на свеста во јавноста за признавање на земјоделските задруги како единствено средство за постигнување на дополнителна продуктивност и ефикасност во земјоделскиот сектор.